А од денес до 27 ноември под мотото Тестирај, лекувај, превенирај се одржува Европската недела за тестирање против ХИВ. На оваа тема имаме и гостин во вестите, имено Весна Илиевска од Хера, ја имаме на телефонска линија каде што ќе ја вклучиме и ќе зборуваме што е овогодинешното мото на акцијата, на кампањата и која е најголемата цел. Весна, дали се слушаме? И ако се слушаме, кажи ми која е овогодинешната кампања, што сакате да постигнете со кампањата и што е она кое што треба да го знаат сите граѓани се со цел да се отфрлат сите противења кога станува збор за ХИВ-сида. Нашата цел е најмногу да се подигне свеста за важноста за ХИВ тестирањето и да се овозможи пристапот до ХИВ тестирањето на таков начин што информациите за превенција на ХИВ стануваат подостапни, повеќе луѓе да можат да го дознаат својот ХИВ статус и по потреба да добијат пристап до терапија, грижа и поддршка. Хера е всушност една од неколку стотини организации од 53 европски држави, кои што со слични активности се стремат кон истата оваа цел. Фокусот на оваа кампања кај нас е да се дознае повеќе да еден помалку познат факт во јавноста, дека недетектабилно е еднакво на непреносливо. Тоа е всушност една кампања која што се случува и глобално на оваа тема, дека всушност луѓето кои што живеат со ХИВ и примаат редовно терапија, која што е бесплатна и достапна и кај нас, се случува така да им падне нивото на вирусот во крвта до ниво да биде недетектабилно. Тоа значи да не може да се открие со стандардни крвни анализи. Кога ќе стане нивото на вирусот во крвта недетектабилно, понатаму тоа значи дека и не може да се пренесува понатаму, дури и доколку се практикува сексуален однос без заштита, тоест без кондом. Така, всушност, самата терапија за ХИВ станува особено ефективна превенција од ХИВ. Важното е само ХИВ да се открие навреме. Таа е пораката главно што сакаме да пратиме, дека денес нема потреба ХИВ да е табу тема, да нема веќе основа на која би се задржале предрасудите околу ХИВ, затоа што медицината веќе има такви достигнувања што веќе нема потреба од тоа. Едноставно со ХИВ денес со примањето на оваа антиретровирусна терапија, луѓето што живеат со ХИВ можат да живеат нормално како било кој друг, можат да спортуваат, да работат, да планираат родителство. Дури и во Македонија има примери минатата година со 2 ХИВ позитивни мајки што имаат родено здрави бебиња без ХИВ, заради тоа што биле на терапија. Значи и во бременоста нема да се пренесе ХИВ од позитивна мајка на новороденото, доколку рано се започне со терапија. Најубаво уште пред бременоста, но и во првото тромесечје доколку се открие ХИВ и започне со терапија. Понатаму доколку се преземат и други мерки, значи сосема шансите за пренос на ХИВ од мајка на новороденото се незначителни, помали од 1%. Така, зборуваме за, постојано спомнуваме табу. Дали сметате дека населението генерално во земјава се уште смета дека ХИВ позитивните лица се зборува се уште со некаков скептицизам, стигмата има ли шанси? Некако еве и со нас медиумите да ја минимизираме се со цел да не се стигматизираат оваа група на граѓани која што секако вирусот не стигнал по нивна волја во нивниот организам. Да, постои стигмата во однос на ХИВ и кон лицата што живеат со ХИВ, но таа стигма и предрасудите што се случуваат се базираат на непознавањето на тематиката, на тоа што е ХИВ денес. Се уште затоа треба да се нагласи за некој се уште не знае дека ХИВ не може да се пренесе со обични контакти како ракување, багнување, гушкање или пиење од иста чаша, например, или користење исти тоалети. Главната заштита
што може да се направи во однос на сексуалниот пренос од ХИВ е користењето, практикувањето на заштитен сексуален однос. А оние кои што инјектираат други, потребно е да користат стерилен прибор и да не го споделуваат приборот. Весна, за крај би те запрашала, кога станува збор за ХИВ вирусот, неминовно е да не го спомнеме и COVID-19. Предпоставувам дека акциите кои што ги правите се со цел превенција и тестирање од ХИВ, ги имате сведено на некакви стандарди, но и стратегии како и се со цел да се тестираат превентивно, но запазувајќи ги сите процедури и норми кои што ги бара COVID-19. Да, точно. Значи, тестирањата и советувањата за ХИВ во нашите младински центри, како и мобилното тестирање исто така, се одвиваат согласно интерниот протокол на ХЕРА за нудење на услуги на клиенти за време на здравствена криза со COVID. А при тоа се обезбедува и заштитна опрема и за корисниците на услугите. Денес, кога се проценува дека во нашата земја од скупниот број на луѓе што живеат со ХИВ, секој трет не е свесен дека е ХИВ позитивен. Токму затоа и покрај пандемијата со COVID-19, ХЕРА, заедно со партнерските здруженија, продолжува непрекинато да ги нуди основните услуги за превенција на ХИВ, бидејќи навременото откривање на ХИВ значи навремен пристап до терапија за ХИВ, која, како што споменав, овозможува лицата понатаму да живеат нормален и долг живот како било кој од останатите. Весна, јас ти благодарам и се надавам дека еве и ние медиумите стоиме на располагање кога станува збор за подигање на свеста, но и минимизирање на стигмите кои што се создаваат кога станува збор за ХИВ позитивните лица и темата како тема која што за многумина се уште е табу. Ви благодарам многу на интересот. Би сакала уште да додадам само на крајот дека за време на Европската недела на ХИВ тестирање во нашиот младински центар наводно има секојдневни тестирања. Во работните денови од 16:30 до 20:30, а за време на викендот од 11 до 15 часот. Подетални информации и закажување може на телефонскиот број 3 176 950. Исто така, затоа што вашата публика од Струмица, можам да кажам дека може исто да се јават на овој телефонски број и да се информираат кога мобилното комбе за ХИВ тестирање може да дојде во Струмица и да врши тестирање и во Струмица. На овој телефон може подетални информации за тоа да се добијат.